моето процедурално обраќање е по член 58 од новиот деловник, што се однесува на престанок и одземање мандат на пратеници. Се однесува на друга проблематика, тоа е спорниот мандат на сегашниот премиер и сегашен пратеник Талат Џафери. Во членот 58 на кој се повикуваме, на пратеникот му престанува мандатот или може да му биде одземен само во случај и начин утврдени со устав, закон и со овој деловник. Уставот е јасен, дополнително има дури 4 закони кои што изречно со јус когенс норма пропишуваат неспојливост на функција. Тоа е Законот за собранието, Законот за пратениците, Изборниот законник и Законот за спречување на корупција и судирни интереси. Нема да ги цитирам сите, ќе го цитирам само членот 6 од Законот за собранието, кој е ист со членот 8 во Законот за пратеници и понатаму истите одредби се и во Изборниот законник. Членот 6 вели на пратеникот му престанува мандатот пред истекот на времето за кое е избран, ако прво поднесе оставка, второ е осуден за кривично дело за кое е пропишана казна затвор во трајање од најмалку 5 години, значи потешко кривично дело. Трето и многу битно, настапи случај на неспојливост на функцијата пратеник. Четврто, му престане државјанството на Република Македонија. Пето, со правосилно решение биде лишен од деловна способност. И шесто, во случај на смрт. Значи, таксативно по нумерус клаузус номотехнички се наведени случаите во кои што престанува мандатот на функцијата пратеник. Ставот 3 од истиот член 6 е многу битен и вели: мандатот на пратеникот му престанува со денот на настанување на случаите од ставот 1, точки 2, 3, 4, 5 и 6. Значи и точката 3, која што е случај на инкомпатибилност, е спомената изрично. И слушайте што вели: а собранието тоа го констатира на првата наредна седница. Ова е првата наредна седница после верификацијата на мандатите. На 4 јуни имаме поднесено како пратеничка група барање врз основа на сите овие членови дека на пратеникот Талат Џафери треба, согласно одлуката за верификација на ова собрание, да се констатира престанок на неговата функција. Тоа значи без расправа, со прост премин согласно деловникот. Моето процедурално обраќање е зошто вие како претседател на собранието, кој по устав и по закон е задолжен за примена на деловникот, не ја ставивте како точка на дневен ред престанокот на мандатот на пратеникот Џафери поради неспојливост на функцијата премиер и пратеник. Ви благодарам.